Почитувани граѓани на општина Неготино, овој прес е само обврска која имам кон граѓаните на општина Неготино, кои своите пари, кои ги уплаќаат како даночни обврзници, ми ги довериле како градоначалник да ги управувам во овој 4-годишен период, а паралелно и да одговарам на небулозите и лагите изнесени од господинот Пенков на последниот негов прес, изнесувајќи притоа податоци кои немаат врска со реалноста и кои тој сака да ги представи како трагедија. Што за негова жал не е воопшто точно. Еве зошто. Ребалансот на буџетот е тековна активност на секоја општина и тој се прави со образложение за причините за измените во него. Но и покрај тоа, карактеристично за вас и за вашето владење, вие се обидувате со лаги, популизам и манипулации да ги дезинформирате граѓаните. А при тоа, господине Пенков, верувам дека ни вие самиот не верувате во она што го говорите во пресот. Токму затоа, категорично ги отфрлам како невистините сите податоци изнесени од ваша страна, а за вистинското информирање населението ќе ги изнесам следните податоци и факти. Во моментот, во општина Неготино, јас како градоначалник и стручните служби работиме на повеќе од 30 проекти. Сето тоа јавно и транспарентно е објавено на општинската веб страница. Во тек се градежни активности во Урбана зона 8, проект кој е вреден околу 200.000 евра, со поднесена апликација за одобрување за уште 200.000 евра, за да продолжи изградбата во овој дел од градот, како на атмосферска, водоводна и фекална мрежа, со изградба на бетонски и армиран канал. Распишан е тендер за избор на изведувач на работите и во Урбана зона 5, во вредност од 200.000 евра, проект со кој граѓаните живеат во над 50 куќи, ќе се обезбеди како атмосферска канализација, така ќе се асфалтираат тротоари, ќе се постави и улично осветлување. Паралелно се санираат тротоари, се уредуваат нови парковски површини, се менува и се обновува целата урбана опрема, како во градот, така и во населените места. Исто така, ги аплициравме проектите за реализација во селата Тремник и Војшанци, како што им ветивме на жителите, и истите ќе се спроведат во наредните 3 месеци. А оваа година треба да започне изградбата на нова детска градинка во Неготино. Обезбедени се и ќе се постават нови постојки во градот и населените места каде што е утврдена потреба од нив. Наскоро ќе започне менувањето и на хоризонтална и вертикална сигнализација, како со поставување нови сообраќајни знаци, така и со одбележување на улици во градот. Во финална фаза е изработка на повеќе проекти во населените места: Тимјаник, Криволак, Пепелиште, Курија, а во Црвени брегови отпочнуваме со тампонирање на улица во должина од 1 километар. Кога говориме за населените места, да информирам дека се обезбедени и нови детски реквизити, кои наскоро тамошните најмлади сограѓани ќе можат да ги користат. Говорите за водоснабдувањето, но не кажувате дека од поставодната водоводна линија, која е целосно нефункционална, направивте жив споменик, за што се потрошени околу 500.000 евра. Ве убедувам дека немаме намера да бидеме исти како вас и токму затоа ги презедовме сите неопходни чекори да ги санираме штетите што претходното раководство ги направи. Така одржавме 5 состаноци со Министерството за финансии, каде што сите, така да кажем, заглавени проекти се обидуваме да ги ставиме во функција, како например до проектирање за поставување на нови приклучоци во домовите на граѓаните на 10 улици и изградба на нова мрежа и приклучоци на уште 6 нови улици во Неготино. Секое стручно лице го консултиравме и категорично дека постоветната водоводна мрежа е аматерски изведена и вон сите стандарди. Па за нас, како локално раководство, ни се падна да ги исправаме вашите грешки и да обезбедиме средства да продолжиме со овој проект. Вративме кредит во висина од близу 6 милиони денари за мрежата
која вие, господине Пенков, и вашите сопартијци ја градевте цели 5 години и што е уште потрагично, не ја завршивте. Распишавме тендер за изведувач на работите на атмосферска мрежа на улица Браќа Миладинови и истата ќе ја направиме до крајот на годината. Распишавме тендер за нов резервоар во Тремни, за подобрување на тамошното водоснабдување, изготвен и проект за реконструкција на спортската сала и тоа на кровната конструкција, на подот и на помошните простори. Го подпишавме договорот за проектите преку ИПА програмата за комплетна промена на уличното осветлување и колекторот од Тимјаник во вредност од 800.000 евра и овој проект ќе се реализира дел во 2018 и 2019 година. За сите овие, но и за многу други проекти, јавноста ќе биде тековно информирана. Вие, почитуван господине Пенков, најдовте да говорите за репрезентација. Еве споредба, па нека ценат граѓаните. Во 2017 година потрошени се 1.200.000 денари, а јас за 8 месеци немам потрошено повеќе од 20.000 денари, а морам да ги плаќам сметките направени од вашите сопартијци за луксузирање по хотели и кафеани. Во овој момент трошоците за репрезентација во општина Неготино се намалени за цели 90%. За приходите во буџетот во цела 2017 година имате 77 милиони денари, а ние само за 6 месеци во 2018 имаме приходи од 53 милиони денари. Почитувани, градоначалникот не одлучува за доделување на парична помош. Тоа е обврска која му е оставена на советниците и на Советот на општина Неготино. И сега пари се доделуваат на лица на кои им е тоа навистина потребно, а не на партиски пријатели. За сумите, уште една споредба. Во цела 2017 имате доделено помош во висина од 400.000 денари, а ние за 6 месеци 250.000 денари. Почитувани, приемен ден е ден петок. И тоа го знаат сите граѓани, но знаат дека за нив сум достапен во текот на целиот ден, независно дали сум на работното место или не. А странките ги примам секогаш, кога имаат потреба од состанок, и за тоа овде ќе напоменам дека се остварени над 1000 средби во изминатите 8 месеци. И за крај, без намера да бидам вулгарен, но топло ви препорачувам да си најдете соба за размислување, во која ќе ги проанализирате сите грешки што ги направивте во изминатите 10 години и што се уништивте во Неготино и во Република Македонија. И мислам дека најмалку вие, господине Пенков, и вашите сопартици треба да се јавувате по телевизија. Почитувани, ви благодарам на вниманието.